Дисциплинирано, борбено, тактички, иднина со резултат од 3:2 го совлада Кочани во дербито на првенството во женската лига. А тоа ги оправда очекувањата. Рекордниот број гледачи покрај теренот во Ризари уживаа во одлична фудбалска представа со многу голови, шанси и надигрување. Иднина С беше многу поопасна, имаше поголема желба да ги освои трите бода. Уште во првото полувреме створи капитална предност од 3 гола со погодоците на Ѓоргиева во 24-та, Димитровска во 32-та и Атанасова во 42-та минута. Гостинките во второто полувреме тргнаа офанзивно, релативно брагу стигнаа до можност за егал со головите на Кокаловска во 55-та и Салихи во 65-та минута. Но за пресврат немаше време. Домакинките одиграа концентрирано во одбрана и ги спречија налетите на Кочани. Победата на тимот од Ризари повод за големо славие по завршувањето на надпреварот. Секој, мислам што го гледа надпреварот и исто и јас. Мислам дека самите фудбалерки го решија овој надпревар, нивната желба за победа и мислам дека тоа беше пресудно. Таа нијанса која одлучуваше, значи нашите девојки има поголема желба да победат денес на овој надпревар. И јас мислам дека изгинаа на теренот. И тоа е пресудното, а надпреварот беше фантастичен. Јас мислам дека ваков надпревар во женски фудбал дека нема дирно Македонија историјата, со публика, со атмосфера. Јас мислам дека и сите што објаваа видео дека и фер, коректен надпревар, без ниту еден инцидент, без ниту една провокација, што мислам дека тоа е битното во спортот. Еден од клучевите за успехот беше и промената на позициите на дел од стартните 11-мина. Значи ние од напаѓач направивме еден добар одбранбен играч. Ние знаевме од каде доаѓа опасноста на противникот, значи нивната лева страна е доста силна, а тоа е Афродита Салих, еден многу силен, добар играч и ние мислевме дека Моника Тодоровска може да одговори на задачата и да ја сопре. И ја мислам дека и успеа во тоа. И тоа изненадување за противникот. Па и противникот имаше некои рокади што ние не се надевавме. Меѓутоа тоа е тоа. Бев оптимист, како што кажав исто, и имав некој чувство дека трите бода ќе ни припаднат на нас. Значи тешка беше утакмицата, не беше лесна. Второ полувреме малку потфрливме, се види по самиот резултат, ама сепак среќата беше на наша страна. Среќата или можеби играта што беше пред? Среќата, а и играта. Значи ако нема игра, ќе нема ни успех. Можеме да играме дури и Лига на шампиони, да бидеме прваци, надеваме се на тоа. Една од најзаслужните за победата на иднина С е голманот Симона Миладинова. Со овој голем успех на тимот од Ризари порасна и амбициите. Екипата е квалитетна и зрела за атак на титулата, освен тренерот Иванов и капитенот Стојанова, смета и чуварот на мрежата. Силен надпревар, доста силен, исто така Кочани има доста квалитетна екипа, јас ќе кажам, но јас сепак верувам во мојот тим, верувам во моите колешки од тимот и верувам во самата себе и можеби затоа беа тие така добри интервенции денес направени. Мислам дека ова сезона имаме прекрасен тим. Јас сум ново засилување овде во тимот, се надевам дека тренерот и моите колешки се задоволни од мене и се надеваме на прво место оваа година. Останати резултати од шестото коло во женската фудбалска лига. Речица Тивеја 0:3, единство Победа, Прилеп 2:4. Ас Юнајтед Конзули 0:6, Топгол Билјанин Извори 3:0 и Борец Победа Куманово 5:0. На табелата води иднина С со 18 бодови. На втората позиција е Кочани со 15, колку што имаат и Борец и Тиверија и Статов на третата и четвртата позиција, пети се Конзули со 12 бода. По смената на тренерската позиција, Осоговаа продолжува низа добри резултати, а Слога 1934 го забележа и вториот пораз. Жолтосините на свој терен го совладаа напредок Здравје Радово со 4:2. Два гола постигна Деспотов во 8-та и 81-та минута, еден Здравков во 84-та и Коцевски во 87-та минута. За напредок реализираа Стојанов во 16-та и Кршков во 55-та минута, по која Осогово мораше да се вади од негатива. 1934 загуби на гостувањето кај Работник со 3:0. Останати резултати: Баби Чешиново 5:0, Беласица Астибо исто така 5:0, Карбинци Каменица Саса 2:0, Јака Тракања 1:0 и Рудар Брегалница Голак 1:1. На чело на табелата се издвои Беласица со 28 бода пред Слуга 1934, која по двата пораза е втора со 24. Баби и Осогово, кој фати приклучок кон врвот, се на третата и четвртата позиција со по 19 бодови.
Баскет Дино успешно стартуваше со настапите во третата кошаркарска лига, совладувајќи го од Црн Дрим со 89-84, и тоа благодарение на одличната последна четвртина, до која домакините губеа. Успех на гостувањето во Штип имаше и тимот до 18 години кој забележа победа над екипата на Гоце Делчев со резултат од 52-61. Одличниот кошаркарски викенд во кој Баскет Дино забележа 4 од 4, го заокружија и екипите во М16 и М14. Во М16 тимот на Сашко Лазаров ја победи Лирија со 85-60, а во М14 беше совладана Лирија 77 со 82-50. 3 злата во екипна конкуренција, 2 во поединечна, како и 4 сребрени и 5 бронзени медали освоија кочанските гимнастичари на државното првенство во Б-лигата што се одржа во Битола. Златните медали во екипна конкуренција ги освоија девојките кај сениорките во состав Христина Анастасова, Емилија Стојановска и Ана Николова, во јуниорска Александра Карова, Изабела Стоименова и Драгана Симеонова, а момчињата трофеот го освоија во јуниорска конкуренција. Екипата беше во состав Матеј Јосифов, Стефан Зафиров и Филип Стоименов. Во поединечна конкуренција со златни медали се закитија Ана Николова кај сениорките и Стефан Зафиров кај јуниорите. До сребрен медал стигнаа Христина Анастасова кај сениорките, Драгана Симеонова кај јуниорките, Дмитри Спасов во конкуренција на помлади пионери и Јана Николова во постари пионерки. Бронзата им припадна на Емилија Стојановска во конкуренција на сениорки, Изабела Стоименова во конкуренција на јуниорки, Нино Николов меѓу помладите пионери, Давид Арсов во конкуренција на постари пионери и Матеј Јосифов јуниори. На 9 ноември исто така во Битола се одржува државното првенство во А-лигата.